Започнуваме со урбаните вести и добре дојдовте во нив. Славната британска атлетичарка Пола Редклиф дел од Визерскопскиот маратон. Ова е веста на денот, а во продолжение да ги погледнеме и останатите информации. Ке се раззеленува градски парк. Дел од Визерскопски маратон на 6 мај ќе биде Пола Редклиф. Без галама, представа во представа, премиерно во МНТ на 31 март. 40 до 50% намалување на цените на лековите. Во основното училиште Владо Тасевски во Карпош состојбата со шугата е стабилна. На површина од околу 6000 метри квадратни ќе се обновува тревата во градскиот парк. Покрај тоа планирана е и обнова на урбаната опрема, како и на фонтаната Лотосов цвет. За оваа намена ќе бидат потрошени околу 4,5 милиони денари. Градскиот парк наскоро ќе добие комплетно обновени тревни површини. По волните временски услови, екипите на јавното претпријатие Паркови и зеленило ќе ги искористат за реконструкција на тревната површина на повеќе делови од паркот, започнувајќи од првиот дел од градскиот парк во близина на стадионот. На денешната промоција на оваа работна акција присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој истакна дека покрај промината на зеленилото планирано е и садење на повеќе од 200 украсни грмушки или листопадни садници. Покрај хортикултурното уредување на паркот, реконструирана ќе биде и фонтаната Лотосов цвет. Во моментов работиме на обновување на тревната површина во близина на езерцето, кај стадионот, каде што фаќаме површина од преку 4000 метри квадратни. По завршувањето на овој дел, продолжуваме се реконструкција на тревната површина спроти фонтаната Лотосов цвет на влезот во градскиот парк во површина од 1900 метри квадратни. Во овие два дела од градскиот парк тревата е со надмината физиолошка старост од повеќе од 40 години, поради што е неопходна реконструкција на овие тревни површини. Дополнително ќе биде поставена нова хидратантна мрежа во должина од 700 метри, при што ќе бидат заменети расипаните прскалки и ќе бидат поставени нови, онаму каде што недостасуваат. На овој дел ќе бидат поставени и нови клупи и корпи за отпадоци, а предвидена и реконструкција на патеките. За реконструкција на двете парцели ќе бидат потрошени околу 4,5 милиони денари. А градскиот парк, разделенет или не, со нова трева и садници, се уште е на прво место за релаксација и прошетка на скопјани. Деца, млади и стари, сите уживаат во градскиот парк на пролетното сонце. Единствено им пречи лошата хигиена, како и големиот број на кучиња во придружба на несовесни сопственици. Прашање, дали често доаѓате во градски парк? Да. Ви се допаѓа? Што најмногу ви се допаѓа, што ви пречи? Па искрено вака овие градби малце ми пречат, иначе окей, супер е зеленилото и сите тие работи. Не знам, дечиња, миленичиња и се тоа. Се гледаш како градот заживува, да речеме. Дали ви се допаѓа или дали има нешто што ви пречи, па и ве можеби некој апел до градските власти, дали нешто би промениле? Малку повеќе хигиена и да биде почисто. Кажете дали често доаѓате во градски парк? Да. Што најмногу ви се допаѓа и дали има нешто што ви пречи? Не, па све ми се допаѓа, мислам убава сенка е, има за деца, за играње места. Така што се мисли до хигиената, дали е во ред? Па не, во ред, мислам добро кучиња што прават измет малце, треба да се внимава. Сега некој чисти, некој не, сега тоа е. Често го посетувате парк? Па Секој ден. секој ден. А имате лулашки или згалки? Да, оние позади нашата зграда Во паркот имате, баба, тука и лулешки имате? имаме ние пуна. Браво. Само што ви смета во паркот? Па, Што возрастните ги носат кучињата и секаде вршат измет и не си го тоа не сортираат. ни смета, тоа е сладко. Да. Ај оде кај дедото ти кога го зборуваш. Нешто да прашаме, а дали често доаѓате во парк? Па да, кога има време доаѓаме. Вака ви се допаѓа ли како изгледа, како е уреден, дали треба нешто да се промени? Па убаво е, ама уште треба, да. Што, например, вака некој предлог, дали детски реквизити или нешто друго? И реквизити, требава нешто да се поднови, гледам веќе и почист стара, и почист почист. Да го Да, чистат а постојано, има, не да. сега само го зачисти. И кучиња многу има. Кучињата да ги запрат тука. Да нема кучиња да кажете. Од 1 април ќе важат намалените цени на лековите. Како што информира министерот за здравство Венко Филипче, со ова намалување на цените се опфатени сите групи на лекови од позитивната листа.
Од 1 април ќе бидат намалени цените на 336 генерички и 222 иновативни лекови. Намалувањето на максималните цени доведува и до намалување на големо продажните и малопродажните цени на лековите. Министерот за здравство Венко Филипчи информираше дека се намалуваат цените за 40 до 50% од генеричките и иновативните лекови. Со ова намалување на цените, посочи, се офатени сите групи на лекови од позитивната листа. Заштедата кај генеричките лекови на годишно ниво изнесува 993.000 евра, додека кај иновативните лекови изнесува 1.388.600 евра, или вкупно 2.381.600 евра. 4000 учесници од 46 земји се пријавени досега на Визер Скопски маратон, кој ќе се одржи на 6 мај. Организаторот најави дека оваа година дел од Визер Скопски маратон ќе биде славната британска атлетичарка Пола Редклиф, додека пак на 1 април ќе се одржи Авицена женска трка како дел од промотивните трки за Визер Скопски маратон во организација на Сојуз на спортови на Скопје. На 1 април со почеток во 9 часот и 30 минути ќе започне 6-тото издание на Авицена женска трка пред фонтаната Лотос на булевар Илинден. Женската трка е дел од промотивните трки за Визер Скопски маратон во организација на Сојуз на спортови на Скопје, а под покровителство на град Скопје. Кире Синадиновски, директорот на Визер Скопски маратон, рече дека повторно очекуваат пријавување на голем број надпреварувачи. Досега пријавени се околу 4000 учесници од 46 земји од светот. Синадиновски додаде дека оваа година дел од Визер Скопски маратон ќе биде славната британска атлетичарка Пола Редклиф. Пола доаѓа во Скопје, ја прифати нашата покана да биде промоторка и мислам дека тоа ќе значи многу за промоција на нашиот маратон, на Скопје и секако на Македонија. Околу другите активности кои што се случуваат за Визер Скопскиот маратон, кој што оваа година ќе се одржи на 6 мај по 14 пат. Стандардно веќе ги имаме оние 4 трки, маратонската, полумаратонската, штафетниот маратон и трката на 5 километри. Гордана Николовска од Сојузот на спортови на Скопје истакна дека Авицена женска трка има нова патека од 2 километри, прерасна во улична трка која ќе трча на булевар Илинден. Ова го посакувале со години и се заблагодари на сите што учествуваат во трката. Почитувани, дозволете ми да ја најавам 6-та поред Авицена женска трка ќе се случи во недела на 1 април на булевар Илинден со почеток во 9 часот и 30 минути. Патеката во должина од 2 километри оваа година ќе истрчаат над 1600 жени кои што се пријавени во овој момент. Истакнувам дека пријавувањето е отворено уште денеска и се надевам дека бројот ќе достигне до 1700 жени, па повторно можеме да кажеме дека рекордот е срушен. Сакам да истакнам дека во 2013 година трката ја започнавме во градски парк со 238 учеснички и за 6 години бројот драстично се зголеми, а ние сме навистина среќни за тоа што сме придонеле да се развие масовното и рекреативно спортување во градот. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски упати апел за да се пријават што повеќе жени на женската трка, бидејќи, како што рече, жените спортисти во минатото, а и денес, биле и се учесници во големи спортски настани и со успех ја истакнувале Република Македонија на повеќе меѓународни надпревари. Еден од топ приоритетите на Агенцијата за млади и спорт е поголема вклученост, поддржување и афирмација на женскиот спорт во Република Македонија. Па од тука ќе изразам и мојата благодарност до организаторите. Се надевам дека ќе бидеме одлични домакини и дека на некој начин ќе репрезентираме Република Македонија во најдобро светло. Со овој настан не сме само промотори на трчањето, туку сме и промотори на спортот, но и генерално на Република Македонија. Инаку оваа година Визер Скопски маратон воведе новитет. Стартните пакети ќе бидат дигитални, а флаерите и другите материјали пријавените ќе ги добиваат на мејл. Оваа идеја за одржливост и намалување на користењето хартија совршено се вклопува во концептот на Визер Скопски маратон за зачувување на животната средина.
Состојбата со појавата на шуга кај двајца ученици од основното училиште Владо Тасевски е стабилна, информираат од општина Карпош. По извршените медицински прегледи констатирано е дека кај другите ученици нема појава на шуга. За целосна заштита на учениците и спречување на ширење на заразата во просториите на училиштето е направена дезинфекција и дезинсекција. Од општина Карпош информираат дека ја следат состојбата со појавата на шуга кај двајцата ученици во основното училиште Владо Тасевски. Како што соопштуваат од општината, станува збор за дечиња кои доаѓаат од исто семејство, брат и сестра, при што едното било заразено од шуга, а другото дете поради превентивни причини не посетува настава. Веднаш по пријавата на овој случај, Центарот за јавно здравје по службена должност излезе на терен и направи прегледи кај учениците од двете оделенија. Од Карпош додаваат дека по извршените медицински прегледи констатирано е дека кај другите ученици нема појава на шуга. За целосна заштита на учениците и спречување на ширење на заразата во просториите на училиштето е направена дезинфекција и дезинсекција. Од општината известуваат дека како резултат на појавата на шуга известени се и матичните лекари од подрачјето на населбата Козле, кои превземаа мерки за интервентни прегледи на останатите ученици, а во овие моменти состојбата е стабилна и нема нови случаи на појава на шуга кај други ученици. Се уште е во тек проектот со зеленило против загадувањето во општина Илинден. Во рамки на акцијата се озеленува на 25 локации во сите населени места на општината, а вклучени се граѓаните, учениците, пензионерите, бизнис секторот и комуналните предпријатија. Во тек се активностите од акцијата на општина Илинден со зеленило против загадувањето. Оваа акција се реализира на 25 локации на површина од 80.000 метри квадратни. Целта на акцијата е преку озеленување на јавните површини во урбаниот дел на општината, односно покрај пешачко-велосипедските патеки, површини покрај општинските улици и патишта, просторот околу домовите на култура, училишните дворови, просторот околу детската градинка, површини околу спортските терени и останати јавни површини, да се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот и унапредувањето на животната средина. Во проектот се вклучија граѓани, ученици, младенци, пензионери, бизнис секторот, како и комуналните предпријатија. Во рамките на проектот се засадуваат садници, се уредуваат јавните површини во сите 12 населени места во општина Илинден. Без галама е насловот на новата представа која представува представа во представа и ќе биде премиерно изведена в сабота на 31 март на големата сцена на Македонскиот народен театар. Без галама од Майкел Фрейн е во режија на Тони Михајловски, а освен она што се случува на сцената, публиката ќе има можност да види што се случува и зад сцената. На големата сцена на Македонскиот народен театар в сабота премиерно ќе биде изведена новата представа Без галама од Майкл Фрейн во колективна адаптација, а во режија на Тони Михајловски. Ова е второ режисерско дело на Тони, поголемите успеси на неговата прва режисерска улога во Брачна игра, исто така во Македонскиот народен театар. Станува збор за представа во представа, во која се зборува за тоа што се случува на сцената, она што публиката може да го види, но благодарејќи на ротирачката сценографија, действието на представата се случува и зад сцената. Па така публиката ќе има можност да види што се случува зад сцената, што прават актерите од представата кога не се на сцена. Весна Петрушевска, која е дел од исклучителната актерска екипа, рече дека тримесечната работа на представата на крајот дала одлични резултати и со одличните представи се трудат да не згасне љубовта кон театарот. Ние го адаптиравме текстот, се обидовме да го поставиме курентно тука и сега. И игра исклучителна актерска екипа. Она што ние се обидуваме да го направиме е таа наша љубов кон театарот да не згасне никогаш. Тие наши иновативни идеи кои што сакаме да ги соопштиме на публиката и да им кажеме дека театарот се уште живее на еден сосема поинаков начин или на еден, ајде да кажам така,
да го приближиме повеќе кон нашата публика, оти ние живееме за таа публика. Секако не живееме само за премиера и реприза. Колку повеќе изведби има таа представа, толку повеќе ние сме живи. Представата Без галама е прецизна комедија на ситуации. Комичниот текст на Майкл Фрейн е еден од најдобрите и наиграните текстови во светската драматургија, а кој за прв пат се поставува во Македонскиот народен театар. Одличната актерска екипа ја сочинуваат Весна Петрушевска, Игор Джамбазов, Камка Тоциновски, Нино Леви, Арна Шијак, Александар Михајловски, Емилија Мицевска, Александар Георгиевски и Стефан Спасов. А на сцената ќе се појави и Тони Михајловски. Сценограф е Татјана Христовска, а костемографијата е на Ивана Кнез и Синьори. Представата по премиерата в сабота ќе може да се погледне и на 1 април и 14 април, а ќе биде и почесто на репертоарот со оглед на тоа што станува збор за комедија на ситуации, нешто што го бара публиката. Советот на Народна банка одлучи од 15 мај да бидат пуштени во оптек книжни пари изработени од полимер од 10 и 50 денари. Нив граѓаните ќе може да ги заменат бесплатно во деловните банки во Македонија. Од 15 април ќе бидат пуштени во оптек ковани пари во апоен од 2 денари со ознака на ковање 2018. Од 15 мај годинава ќе бидат пуштени во оптек книжни пари изработени од полимер од 10 и 50 денари. Оваа одлука ја донесе Советот на Народна банка на Република Македонија. Согласно оваа одлука, на денот кога ќе бидат пуштени во оптек книжните пари во апоени од 10 и 50 денари, книжните пари со истата апоенска вредност, кои што се во оптек од септември 1996 година, престануваат да бидат законско средство за плаќање. Нив, приватните и физичките лица ќе можат бесплатно да ги заменат со другите книжни и ковани пари со еквивалентен износ. Замената на книжните пари од 15 мај годинава до 15 мај следната година ќе ја вршат деловните банки основани во Република Македонија, а по овој период замената ќе се врши во Народна банка, се наведува во соопштението. Советот на седницата донесе одлука од 15 април годинава да бидат пуштени во оптек ковани пари во апоени од 2 денари со ознака на ковање 2018, а од 2 мај годинава ќе бидат пуштени во оптек и книжни пари во апоени од 100 денари со ознака за печатење мај 2018, пошто во важност ќе бидат паралелно и книжните пари со истата апоенска вредност издадени досега. По 22 пат во Скопје се избираат топ 10 најуспешните менаџерки во Македонија. Изборот се прави од жени менаџерки од приватниот сектор, а за да бидат дел од топ 10 најуспешни, треба тие да се добро прифатени во својата работна средина и тоа не само од менаџерскиот тим, туку и од сите вработени. Треба да бидат од различни области и дејности. Вечерва во Скопје по 22 пат се избираат топ 10 најуспешни менаџерки во Македонија во организација на агенцијата Марили. Изборот се прави од жени менаџерки од приватниот сектор, а за да бидат дел од топ 10 најуспешни, треба тие да се добро прифатени во својата работна средина и тоа не само од менаџерскиот тим, туку и од сите вработени. Треба да бидат од различни области и дејности. Досега се избрани 220 жени за најуспешни менаџерки во земјава. Секоја година се избираат традиционално по 10, а по повод 20 годишнината од организирање на изборот беа избрани 20 најуспешни менаџерки. Покрај традиционалниот избор на 10 најуспешни жени менаџерки, Марили годинава по 4 пат го организира и Денот на здравието. Како што информираат организаторите, годинава фокусот ќе биде ставен на тематскиот ден за здравието и убавината во функција на современата жена, насловен како Дама Да, кој ќе се одржи на 31 овој месец. На едукативниот ден ќе има предавања, презентации и хуманитарна аукција на слики, а специјална гостинка е српската писателка Јелена Бачиć-Алимпиć. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Сопиште, Аеродром и Чаир.
Од 9 до 12 часот утре без електрична енергија ќе останат корисниците од улицата 12 во село Горно Соње, општина Сопиште. Во периодот од 8 до 9 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од булеварот Јане Сандански, број 12, а од 8:30 до 10 часот корисниците од улицата Ленинградска, високите броеви кај поликлиниката на МВР. Без електрична енергија од 8:30 до 15 часот ќе бидат дел од корисниците од улицата Македонско-Косовска бригада и приватната трафостаница Идадија инженеринг во општина Чаир. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи Скопје, прекините се поради закажани технички зафати во дистрибутивната електромрежа. Времето во Македонија сончево и потопло со мала облачност и со слаб до умерен југозападен ветер. Утринската температура од -1 до 3 степени, а дневната од 8 до 21 степен. Во Скопје денеска имавме сончево време со температура до 17 степени. За утре метеоролозите најавуваат сончево време и со температура до 19 степени. Во сабота температурата ќе се движи од 7 до 20, во недела од 8 до 16 и во понеделник од 4 до 15 степени. Со вечерашниот симфониски концерт Бернштайн 100, Македонската филхармонија одбележува 100 години од раѓањето на Леонард Бернштайн, кој е еден од највлијателните американски композитори и диригенти. На концертот ќе бидат изведени 2 дела од неговиот богат опус. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам и останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.